I got broads in Atlanta, just to lean the family. И прво си ти кикстри доридовте во новото видео на Кристијан. Ова е првото видео на мојот канал во 2019 година. Пред се сакам да ви посакам среќна нова година, среќни божикни празници, да сте живи, здрави, среќни и весели со најблиските околу вас. Тоа е најбитно. А сега да преминеме темата. Темата на днешното видео е мојата цел. Значи не мојата цел како лично мојата цел, туку мојата цел како тема за разговор. Темата е мојата цел, темата се вика мојата цел. Насловот на темата е мојата цел за 2019 година. Значи, кога дојде нова година, вие треба да одлучите дали 2019 година или новата година што идат која да е, ќе биде нова книга или ќе биде продолжение од старата. Ако биде продолжение од старата и после друг пат смените начинот на живот, тие 2 години што сте ги поминали исто, ви се рачунаат како една година. Не можеш ти да живееш 74 години од твојот живот исто и на крај да речеш тоа да го наречеш живот. Значи секоја година од животот треба да се трудиш да живееш различно, да се различни, да не се сите исти години. Да бидете поинтересни за луѓето, да бидете посвежи, да се трудите секоја година да живеете се подобро и подобро, не на истото. Значи не цел живот да работите и ништо да не учите, само да работите, туку се трудите да си најдете време и за вас, да работите на вас, на самите себе, за да бидете подобри во секој нареден ден, секој нареден месец и секоја наредна година. И вашата цел во 2019 година треба да биде нешто што вас ќе направи подобар или пак вашата цел да биде резултат од вежбањето, работењето на самите себе си во претходните години. Не мора да значи само за 2019 година. Кога ќе дојде нова година, требат или да покажете некаков резултат или да почнете да учите нешто ново, да се трудите да станете се подобри и подобри. Но, доколку не успеете тоа да го направите на почетокот од 2019 година, на 1 јануар, запамтете дека не мора секогаш се да почне со новата година. Прво се почне од себе. Ке се смениш ти, тогаш ти си подобар. Не мора да дојде нова година за да се смениш ти преку ноќ и утрената да бидеш подобар. Значи дента, кога ќе сватиш дека си станал подобар што си бил претходно, со тек на време, тогаш за вас може да биде new chapter, нов дел од вашиот живот, нова книга од вашиот живот. Значи нова година за вас, ако не успеете да направите од 1 јануар, значи мислам да се изчистите од луѓе што ви се бескорисни во животот, што не ги сакате, што ви штетат, да се откажете од вашите лоши навики и да ги најдете вистинските пријатели, да се обкружите со нив, со добро и вистинско друштво. Тој ден, кога ќе го направите вие тогаш е за вас нова книга на животот. Но, околу 15 декември, приближно до нова година, секоја година, вие може да направите на листа на ваши лоши навики, на луѓе што не ги сакате, на работи што не ги сакате, на негативни луѓе што се околу вас и сето да го отстраните. Имате доволно време, имате 16 дена за да го направите тоа. Фајно многу што гледав тоа видео, сам нека ви се допадна, ако ви се допадна, оставете лајк, ако не дислек, субскрибнете се на каналов, ако сакате да видите уште вакви видеа. Исто така, доколку не ви се допадна ова видео, пишете ми долу во коментари што не ви се допадна, за да знам да се подобрам во следното видео. Но исто така, доколку има нешто посебно што ви се допадна во ова видео и што сакате да гледате почесто во моите видеа, исто така пишете ми долу во коментари што е тоа. Се гледаме со ново видео многу наскоро, да само најмногу и стрекни божикни празници. Чао!